Добро вечер. Добро дојдовте во 24 анализа. Мој гостин вечерва е Лиљана Поповска од Дом. Со неја разговараме за еден предлог кој минатата недела потекна токму од оваа партија, а тоа е воспоставувањето на квоти за жени градоначалнички на предстојните локални избори. Во вечерашната 24 анализа ќе се обидеме подетално да го објасниме овој предлог, како и да продискутираме за очекувањата на Дом од локалните избори до година. Господјо Поповска, најпрвин добре дојдовте во 24 вести. Вашиот предлог, како по-конкретно така може да се каже, во насока дека 1/3 од кандидатите за градоначалници треба всушност да бидат жени. Да. Зошто го барате ова? Зошто квоти за жени градоначалнички во Македонија? Заради правдата и заради еднаквите можности. Како Зелена партија, природно дека тоа не е еден од приоритетите и ако ние тоа не го потегнеме, тогаш не знам кој би го потегнал. Бараме уште пред 2 години, јас уште пред 2 години предложив измена на изборниот законник со истиот овој предлог и предлагаме секоја партија 1/3 од кандидираните градоначалници да и бидат жени. Сметаме дека тоа праведно, дека е потребно и тоа е една потпуна аналогија на изборниот модел кој што важи за избор на пратеници и советници. Даде извонредни резултати, Македонија е на врвот на земјите со вклученост на жените во политиката, токму поради овие квоти и денеска веќе се знае, е заклучок и на посебното тело за еднакви можности на мажите и жените при Обединетите нации, дека без квоти практично не може да се постигне рамноправна застапеност во политиката на жените и мажите. Зошто партиите избегнуваат да кандидираат жени? Интересно прашање. Јас би рекла директно до крајот ќе дојдам. Има различни образложенија зошто, нели, велат па нема доволно жени кандидати за таа функција, па жените не сакаат да бидат градоначалници, ред други работи, те гласачите нема да ги гласаат, меѓутоа мислам дека крајот на сето тоа е многу едноставен, затоа што во градоначалничката функција има многу моќ. И мажите од елитите во политичките партии обично не сакаат да ја споделуваат најголемата моќ со жените. Си имаат веќе свое друштво машки кандидати, со нив си се веќе во договор како се тоа да функционира и нив си ги предлагаат. А за жените нема место, а изговори се когаш ќе најдете. Вие предлагате и неколку модели на кој начин ова би можело да се постигне. Законски измени, доколку нема можност за законски измени, тогаш извесен меморандум кој треба да го подпишат политичките партии. Има ли расположение во поголемите политички партии кои што се во моментов во собранието да се нафатат на една ваква обврска која би била реализирана до предстојните локални избори во 2013? Не знам во моментов, не би можела да кажам какво е расположението. Јас излегов и како партија Дом излеговме со предлог, со тоа што оставаме сега да видиме каков ќе биде резултатот од сето тоа, дали ќе има реакција. Инаку пред 2 години кога го поднесовме и конкретно како измена изборниот законник со овие предлози, тогаш не помина. Наводно не можеле да воспостава таков механизам партиите во своите редови, кажаа колегите дека би им било комплицирано. Инаку, тогаш предлогот се разгледуваше на комисија, на комисијска расправа и потоа го повлеков, бидејќи не сакав да ги ставам во непријатна ситуација колегите да го одбиваат на пленарна седница. Сега исто така не го поднесувам во собрание, затоа што тоа не е работа каде што некој треба да се прави херој. Ако е за херојство, еве, до толку е херојството да се излезе со предлог. Тој предлог, кога се работи за изборен законник, треба да биде предлог консензуално договорен од сите релевантни политички субјекти и ние сме сосем свесни како реалисти. Затоа значи не истрчуваме само да поднесеме предлог, да се расправа, да нема ефект, туку поттикнуваме, лобираме практично да се најде модел кој што ќе биде прифатлив за сите партии. Затоа, со оглед на тоа што тогаш пред 2 години не се покажа волја, затоа не верувам, не гледам во моментов дека има некоја промена на ставовите, ќе бидам пријатно изненадена ако бидам демантирана со она што ќе се случи. Инаку, затоа одевме и во разни варијанти. Рековме, ако е 1/3 од кандидатите да бидат жени, преголема бројка одеднаш за партиите. Имаме разбирање,
бидејќи не се подготвувани. Тоа треба систематско подготвување на луѓе. Свесна сум дека не е лесно на кадри, не е лесно ти да имаш кадар за градоначалникот и таму се работи за мнозински изборен систем. Таму човек на човек се надпреварува. И борбата е многу жестока, значи мораш да имаш изграден кадар, промовиран доволно и прифатен од јавноста. Партиите за жал не работат на промоција на жени кандидати, не дека ги немаат, имат извонредни жени, скоро сите, практично сите партии, колку што ми е мене познато, меѓутоа не ги промовираат доволно. И затоа сакам да ги поттикнам веќе за следниот циклус да почнат да промовираат, но сега да најдат макар едно минимално заедничко решение, нека биде, ако им е многу 30%, нека биде 25%, нека биде 20%, па дури прашувам дали било каква бројка на која што би се обврзале, дека би била бројка на кандидирани жени за кандидати за градоначалници, дали би им била прифатлива. И ако не биде прифатливо законско решение, тогаш предлагам некакво подпишување меморандум, што и колеги при расправата пред 2 години во Комисијата за еднакви можности на мажите и жените, додека ја водев, значи самите го предложија дека би биле спремни не закон, ама некаков меморандум да прифатат. Ајде тогаш да направиме некаков меморандум или како крајна варијанта, макар добра волја нека изразат јавно лидерите и тоа ќе биде и некоја обврска внатре во политичките партии нешто да направат, но мора да се почне. Неодржливо е, знаете, за Македонија како земја да нема ни една жена избрана градоначалник. Многу граѓани наши не знаат, не се свесни оние кои не ја следат политиката и немаат потреба да ја следат на редовна основа. Шокирани остануваат, па заре можно да нема ни една? Да, нема. Тоа имаше три на последниот, во последните 2 изборни циклуса пред наназад имаше 3, сега веќе нема ни една. Фактот што тој факт стои дека на последните локални избори практично со оваа зголемена децентрализација ниту една жена градоначалник не успеа да дојде до градоначалничката функција. Дали тоа сугерира и некаква стереотипност која се уште владее во локалните средини? Подготвени ли се граѓаните да изберат жена градоначалник, односно што вели вашето искуство кога вие им пристапувате? Дали македонците или народот кој што живее во Македонија подеднакво гледа на жената и мажот политичар и им дава подеднакви шанси? Генерално би требало посериозно испитување на ова, сега по одредено искуство што го имаме со учество на жените во политиката. Мислам дека скоро од последен датум нема такво истражување, меѓутоа од она што претходно беше истражувано нема проблеми. Граѓаните се отворени да гласаат и за мажи и за жени, гледаат човек кој што ќе се грижи за нивната општина и ќе ги врши работите како што треба. Но проблемот беше минатиот пат не дека не изгласаа граѓаните, туку кандидатите што беа понудени од партии кои реално немаа шанси да добијат во таа и таа општина. И беа се на се 13 или 14, ако не се лажам, кандидати жени предложени од големи бројки, повеќе цифрени кандидати, значи многу малку предложени. Ни една од големите коалиции кои што одеа на избори не предложи жена градоначалник, освен коалицијата на која што и припаѓам, значи за подобра Македонија, предложи во Струмица господјата Силвана Бонева, меѓутоа во тој момент состојбите беа такви што едноставно беше и за очекување да победи сегашниот кандидат, така што практично немаше доволен број жени кандидати кои што ќе одеа од релевантни партии и коалиции предложени и на реално добитни позиции, онаму каде што таа коалиција има поддршка. Што велат нова вашите колешки од поголемите политички партии? Подготвени се да се нафатат со една обврска да се изборат за своето место во политичката партија, затоа што политиката е пред се борба со веројатно
молчење и одмолчување на некои работи не може многу да се постигне. Да, токму така. Подготвени се. Ние како жени парламентарки имавме состанок, имавме повеќе и неформални состаноци, меѓутоа и состанок на клубот на жени парламентарки, што го води госпоѓата Сонја Мираковска во овој период, и таму учествуваме сите од сите партии, така што има заклучок на клубот дека треба да се направи нешто. Заклучокот е дека ќе се потпрат на невладините организации кои што подготвуваат одредени варијанти, одредени програми. Се разбира, сите ние тоа го прифаќаме. Јас, независно што нели излеговме како во име на партијата со одредени предлози сосем конкретни, јас сум спремна и како пратеничка и исто така и колегите од мојата партија сме спремни да прифатиме било какво решение кое што ќе биде прифатливо за сите партии, само и само да се почне со некакво организирано промовирање и предлагање на жени за градоначалници, а потоа ќе се бориме, се разбира, со едно позитивно лобирање, таа бројка да биде што поголема. Имате некакви визии, некакви прогнози кога Македонија би можела да има жена председател? Во изминатите изборни циклуси имавме кандидати за таа позиција, меѓутоа жените, ете токму таму се покажува дека не се оние кои што ја добиваат поддршка. Не е проблем. Тоа прашање само на момент на наредување на коцките, на совпаѓање на одредени коцки внатре во партиите и исто така позиционирање на одредени партии на политичката сцена во Македонија. Тоа прашање само на момент. Тоа ќе дојде апсолутно. Што може да бидат жени избрани за советнички во општините, за парламентарки без никаков проблем. Ние сме имале жени што воделе листи и на локално и на национално ниво, и тие листи добивале огромен број гласови. Така што нема проблем кај граѓаните, нема стереотипи од тој тип дека не сакаат, не и веруваат на жената кога е во политиката. Напротив, ние како жени не сме се усрамиле во политиката и не сме покажале дека можеме да се носиме со сите одговорни позиции. Ние имаме во парламентот и подпредседатели на собрание жени и подпредседатели на влада жени. Прашање на момент е кога ќе биде и првото место жена. Навистина тоа мислам дека веќе не е проблем, не е психолошка бариера. Едноставно е некое совпаѓање на коцките, распоредот на силите внатре во партиите и политичката ситуација кога одредена партија ќе добие. И природно ситуацијата ќе изфрли жена на некоја од тие први позиции. Колку е сменета улогата на жената во политиката во Македонија во изминатите години? Ги спомнавте квотите кои што во собранието веќе започнаа да даваат одредени резултати. Со овие квоти Македонија е меѓу веројатно најдобрите земји во Европа според застапеноста на жените. Тоа повлекува и одредена одговорност на жената во политиката. Се менува ли нејзината улога на политички план? Се менува нејзиното влијание. Многу повеќе е влијателна. Ние имаме над 30% жени во парламентот, зависи кога некоја ќе излезе за министер или заменик министер евентуално, значи од тоа зависи, но меѓу 30 и 33% ние во тој опсек се движиме. И тука за нас се резервирани навистина горните места на светско ниво, а во Европа ние го имаме веќе надминато европскиот просек од 30%. И докажано е дека ниедна земја, освен 2-3 балтички земји кои што имаат долга 100-годишна традиција за кандидирање жени на високи позиции, ниедна друга жена не може, ниедна друга земја не може да дојде до толкава бројка жени во политиката без квоти. Независно дали се законски регулирани или неформални, меѓутоа лобирани од женските движења. И токму затоа од Обединетите нации има веќе конкретно заклучок од специјалниот комитет за еднакви можности на мажите и жените. На сите земји им препорачуваат родови квоти, затоа што тоа е еден од начините за постигнување на милениумската цел за еднакви можности на мажите и жените. Гледано од аспект на жена која што долги години е начело на политичка партија, една од ретките жени во Македонија која што е лидер на политичка партија и единствена која што е лидер на политичка партија застапена во македонскиот парламент.
Тешко ли е да се биде предводник на политичка партија во Македонија денеска? Не би рекла тешко, но не е лесно. Не е лесно, некои имаше колешки и пред мене, кои што биле на чело на политички партии, на поголеми субјекти, по влијателни субјекти, мора да се каже. Меѓутоа во моментот е така. И не е лесно од гледна точка на тоа што ние се уште живееме во машка цивилизација. Затоа што тоа се состои со милениуми веќе наталожени, има некоја поставеност на работите во општеството и при секое раздвижување на таа поставеност ти се среќаваш со одредени бариери, некаде видливи, некаде невидливи, но има потенцијални бариери, има психолошки бариери во восприемањето на работите. А една од тежините е и тоа што, да речеме, вообичаено е, вака народски да кажам, некои работи да се договараат на неформален начин или да се разговара за политика и на неформален начин меѓу политичари на различно ниво. А како жена, мене најтешко ми било тоа што јас не сум партнер за кафана, за кафански муабет, знаете. А голем дел од работите се решавале и така, мора да се признае. Така што може би еден од најголемите хендикепи е токму и тоа. Жената на поинаков начин функционира. И има уште еден момент кој што сум забележала дека е отежнувачки за нас како жени, посебно еве за жена која што води одредена организација, има некоја водечка позиција, кога треба да се оди на избори. Самите избори како процедура, како театар еден во просторот се концепирани за мажи. Затоа што на избори се подразбира да има митинзи, средби со луѓе, пред голема маса луѓе треба да се говори на еден посебен начин, треба да се говори, се очекува да се говори силно, јако. Практично ти на митинзите треба да се надпреваруваш со мажите на кои што природно им е да имаат силен глас, да имаат повишен глас, да имаат некое држење кое што се смета за стабилно, машко, убедливо и така натаму. И жената со сета нејзина кревкост и женственост е поставена во една нерамноправна ситуација да ја мерат, не таа да сака да се мери, другите ја мерат и ја споредуваат со мажите говорници на митинзите. Ја доживуваат како послаба. Така што тоа е една од потешкотиите, да речам исто така, за жените во политиката, независно дали се на првата позиција или учесници во изборна трка, но мислам дека со текот на годините се менува и перцепцијата за тоа што се очекува од политичари, затоа гледаме дека посебно во други земји има се повеќе жени и лидери и на политички партии и на многу високи позиции и председатели на држави и на влади и така натаму, така што очигледно дека со упорно действување, со добра честна работа, посветена работа, одговорна работа, која што како на жени не ни фали, успеваме да докажеме, зборувам генерално на пошироко ниво, нели, да докажеме дека можеме да се носиме со одговорностите. И во крајна линија, да бидеш политичар значи да се носиш со одговорноста и да решаваш проблеми и да знаеш да направиш одредени приоритети и според тоа да действуваш и да можеш да се соочиш со граѓаните. Сите овие работи се човечки работи и ако може мажот, може и жената. Перцепцијата на луѓето може во почетокот да биде малку со задршка, но и таа се менува, фала Богу.